Добар ден на сите, почитуван подпредседател, почитувани колеги, членови на Државната изборна комисија, почитуван генерален секретар, почитувани граѓани и медиуми. Денес, 22 април 2026 година, отварам четвртата седница на Државната изборна комисија. Бидејќи на денешната седница присуствуваат сите членови, констатирам дека се исполнети условите за работа согласно членот 37 став 2 од деловникот. Постои кворум и ни овозможува легитимно да одлучуваме по точките од дневниот ред. Навремено ги споделивме потребните материјали и предлог точките за денешната седница. Со оглед на тоа што истите се претходно разгледани, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка е разгледување и усвојување на записникот од третата седница на Државната изборна комисија. Втора точка, правилник за дополнување на правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање и спроведување на изборен процес со број 08/4741/1 од 14 ноември 2025 година. И трета точка, разно. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, доколку нема предлози за измена и дополнување дневниот ред, истиот го ставам на гласање. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Преминуваме кон расправа по точките на усвоениот дневен ред. Првата точка, разгледување и усвојување на записникот од третата седница на Државната изборна комисија. Отварам расправа. Дали некој бара збор во врска со записникот и дали има предлози за негово изменување и дополнување? Не, доколку нема, истиот го ставам на гласање. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека записникот од третата седница е едногласно усвоен. Втората точка, правилник за дополнување на правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање и спроведување на изборниот процес од ноември минатата година. Како што најавив на минатата седница, на крајот од седницата, по нејзиното завршување остваривме средба со градоначалникот на градот Скопје, кој што е воедно и председател на ЗЕЛС, и неколку градоначалници на скопските општини со цел заеднички да изнајдеме решение за предизвикот на исплатата на надоместоците на дел од изборните органи и најефикасен начин на нивно подмирување. Изборниот законник во членот 88 став 4 јасно ја дефинира на надлежноста, односно врската на општините и на градот за исплата, но во пракса се соочивме со различни толкувања и административни пречки. Токму затоа со овој правилник денес и во договор со колегите од општините го усвојуваме и го дефинираме соодносот на исплата и во однос на тоа Државната изборна комисија ги отстранува сите дилеми во толкувањето и понудивме решение кое е во интерес на сите страни, и на општините, и на избирачките одбори, на изборната администрација во целост, која што го очекува својот заслужен сработен надоместок, и верувам дека по донесувањето на овој правилник процесот на исплата ќе се финализира без натамошни одложувања. Дозволете, колеги, во интерес на јавноста и на транспарентноста, да го прочитам во целост правилникот за дополнување на правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање и спроведување на изборен процес. Член 1. Во правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање и спроведување на изборниот процес број 808/4741/1 од 14.11.2025 година се вршат следните дополнувања. Во членот 3 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат: став 2, надоместокот утврден за општинската изборна комисија, надлежна за општините во градот Скопје, во целост за двата изборни круга се исплаќа од буџетите на општините во состав на градот Скопје. Став 3, надоместокот утврден за изборната комисија на град Скопје, во целост се исплаќа од буџетот на град Скопје.
Во членот 19 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои гласат: Став 2. Општините во состав на градот Скопје, во кои градоначалник на општината е избран во прв изборен круг, се должни да исплатат 70% од висината на утврдениот надоместок на председателите, заменици председатели, членовите и нивните заменици на избирачките одбори, додека 30% од висината на утврдениот надоместок се исплаќа од буџетот на град Скопје. Став 3. Општините во состав на градот Скопје каде градоначалник на општината е избран во втор изборен круг, се должни утврдениот надоместок за избирачките одбори за таа општина да го исплатат во целост за двата изборни круга од буџетите на општините во состав на градот Скопје. Став 4. За општините во состав на градот Скопје, во кои градоначалникот на општината е избран во прв изборен круг, а во меѓувреме е извршена исплата на вкупниот утврден надоместок на избирачките одбори од страна на општината, градот Скопје е обврзан да ги надомести средствата согласно овој правилник и законските прописи. Член 2. Останатите одредби од правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање на спроведување на изборниот процес број 08/4741/1 од 14.11.2025 година остануваат непроменети. Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. Значи во целост го соопштивме решението кое што го договоривме, кое што го предлагаме и молам колеги, отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлагам да го ставиме овој правилник на гласање. Ве молам да гласаме кој е за. Констатирам дека правилникот за дополнување на правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи, изборната администрација и ангажираните лица по налог на Државната изборна комисија за организирање и спроведување на изборен процес со број 08/4741/1 од 14.11.2025 година е едногласно изгласан и усвоен од страна на членовите на Државната изборна комисија. Преоѓаме на точка 3 разно. Дали некој од членовите би сакал нешто да каже под оваа точка? Не. Добро, во ред. Само на крајот јас би сакал да додадам дека Државната изборна комисија исто така ангажирана и околу надминување на проблемот со исплатата и за општините кои што се со блокирани сметки. Тоа веќе го кажавме и минатата седница и покрај досегашните напори и дописи кои што сме ги испратиле, повторно ќе испратиме за да се до конечно решавање, што поскорешно решавање на овој проблем и позитивен одговор од надлежните институции. Доколку нема ништо друго, констатирам дека го исцрпивме дневниот ред за оваа седница и ја заклучувам четвртата седница на Државната изборна комисија. Ви благодарам.